Добър вечер, драги мои македонки и македонци. Добър вечер, почитувани членови на Конгресот, почитувана владика Методи, почитуван амбасадоре на Македонија во Соединените Американски држави, почитувани председател на бордот на Обединената македонска диаспора, почитувани членови на Обединетата македонска диаспора. Дами и господа, драги пријатели, браќа и сестри. Благодарам за ова навистина престижно признание и благодарам на Обединетата македонска диаспора за овој величествен и достоинствен прием. Горд сум што ве гледам вака сплотени во љубовта кон Македонија. Успешно ги преживеавме сите предизвици со кои се соочи нашата татковина во минатото. Верувам дека сплотени и ќе го надминеме и сегашниот предизвик. Како председател од секој сум се залагал за исполнување на стратешките определби на Република Македонија, членството во НАТО и во Европската унија. Тоа е наш интерес и наша обединувачка стратешка цел од која не отстапуваме. Но на тој наш пат ни беше поставена пречка. Ни се оспори правото да се именуваме според нашето собствено име. Со тоа ни се наметна ирационален спор што трае речиси 3 децении. Од секога сум се залагал за решение кое нема да задира во идентитетот на македонскиот народ и нема да биде на штета на македонските национални интереси. Решение кое нема да опфаќа промена на Уставот на Република Македонија заради промена на уставното име. Но истовремено, тоа решение треба да биде изградено со широк национален консензус, без да ги руши досегашните државни позиции. Таквото решение треба да биде потврдено од страна на граѓаните на референдум. Денес, на граѓаните на Република Македонија, на референдум им се нуди едно решение кое е спротивно на досега изградените државни позиции. Тоа не е резултат на национален консензус и е донесено без мое знаење и без моја согласност. Дами и господи, сите се прашуваат што ќе се случи ако не се прифати конечната спогодба од Преспа. Но многу поважно е прашањето кои се последиците ако се прифати спогодбата. Сметам дека ова спогодба е штетна и поразителна за Република Македонија. Прифаќањето на ова спогодба ќе има несогледливи последици по македонската држава и македонскиот народ. Со оваа грчка спогодба не се јакне македонскиот идентитет, туку правно се укинува македонскиот народ. Не се потврдува, туку се менува македонскиот државен и институционален идентитет. Не се унапредува, туку се деградираат нашите стекнати права. Членот 3 од спогодбата вели дека секоја од страните се обврзува да го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата страна. А токму со содржината на спогодбата се негира сувереноста и политичката независност на Република Македонија, бидејќи се дозволува мешање во нејзините внатрешни работи. Според спогодбата, последниот збор ќе го имаат грчките, а не македонските парламентарци. Со ова спогодба Република Македонија се доведува во положба на подчинетост и зависност спрема Република Грција. Поради членството на Грција во Европската унија и НАТО, постои дисбаланс на моќта и условеност на Македонија од страна на Грција. Со ова асиметрична спогодба, вистината на доминантната страна станува доминантна вистина. Веќе нема да има македонски народен театар,
Македонска радиотелевизија, Македонска академија на науките и уметностите, па дури и Македонска православна црква. Ваков договор не ги обединува македонските граѓани, туку дополнително ги поларизира и го поларизира македонското општество. Со овој договор се поништува општествениот договор што го постигнавме кога прогласивме независна и суверена држава. Речиси 3 децении Грција тврди дека Република Македонија е вештачка творба. Но вистината е дека токму со оваа спогодба се создава вештачка творба, која не е израз на волјата на македонскиот народ и македонските граѓани. Со оваа спогодба се создава нов субјект, нова држава која ќе биде анационална. Наедноставно кажано, последиците од оваа спогодба може да се сумираат во една реченица. Она што грчката држава им го направи на македонците во Грција, сега со оваа спогодба сака да им го направи на македонците во Република Македонија. Да ги обезличи, да ги обезимени, да ги замоти. Не сакам да бидам погрешно разбран. Јас се залагам за партнерство и пријателство меѓу Република Македонија и Грција, меѓу македонското и грчкото општество. Но, за да биде трајно, тоа пријателство треба да се темели на здрави основи. Ако единствениот начин да се задоволат и рационалните барања на грчката страна и со наметнати мерки кон македонската страна, она што добиваме се односи без доверба. Овој договор не ги приближува, туку ги оддалечува македонскиот и грчкиот народ. Грчкото и македонското општество треба да научат како заеднички да живеат и покрај нивните најдлабоки разлики што ги разделуваат. За да имаме вистински, траен и одржив договор, потребно ни е диалог наместо монолог, аргументирано убедување наместо присилно наметнување, доверба наместо недоверба. Знам дека и вие како македонска диаспора сте загрижени за оваа состојба, бидејќи се што се прави во татковината неминовно се рефлектира и на диаспората. Запознаен сум од вашите многобројни писма, од средбите со представниците на вашата организација и затоа ја користам ова прилика за да ви се заблагодарам за сета поддршка и за сета помош што ми ја давате во овие навистина тешки времења. Не смее да се заборави дека Република Македонија не е само држава на македонските граѓани што живеат во неа, туку и татковина на секој еден од вас, од припадниците на македонската диаспора. Почитувани присутни, изминативе недели во Република Македонија речи секојдневно доаѓаат високи странски представници да ги убедуваат македонските граѓани да излезат на референдумот и да ја прифатат грчката спогодба. Но при тоа се заборава дека без вистински реформи, без борба против корупцијата, без борба против партискиот елитизам и клиентализам, нема членство ни во Унијата, ни во НАТО. И да се прифати штетниот грчки договор и да се промени македонскиот устав, членството во Европската Унија и НАТО не следува по автоматизам. Речиси секој од тие странски представници со кои се среќавам ми го поставуваат прашањето кој е мојот став во однос на референдумот за спогодбата. Ова е мојот одговор. Во своето обраќање до македонските граѓани во очи на референдумот за независноста во 1991 година, председателот Глигоров истакна дека референдумот треба да биде потврда дека македонскиот народ е народ со долга историја, со разбудена демократска свест и дека со тој референдум самостојно и одговорно треба да испише нова страница на сопственото битисување.
За разлика од тоа, 27 години подоцна, со референдумот за Грчката спогодба се брише таа придобивка за која се произнесува македонските граѓани во 1991 година. Сакам да ги подсетам македонските граѓани дека во согласно со член 7, став 3 од Законот за референдум, никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдумот. Секој граѓанин има право да одлучи како ќе постапува во однос на овој референдум, да излезе и да гласа или пак да не излезе и да бойкотира. Што се однесува до мене, јас веќе гласав. Гласав пред 27 години на 8 септември 1991 година. Јас бев еден од оние кои го дадува својот глас за Република Македонија да се конституира како суверена и независна држава со свое име и свое достоинство. Не отстапувам од таа моја одлука. Затоа, на 30 септември нема да излезам да гласам. Ја добив довербата на граѓаните за да не дозволам промена на уставот со цел промена на уставното име, да не прифатам идеи и предлози кои би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Не отстапувам од тоа мое ветување. Затоа на 30 септември нема да излезам на гласање. Ја презема функцијата претседател на Република Македонија положив свечена изјава дека ќе го почитувам уставот и законите. Не отстапувам од таа моја заклетва и затоа на 30 септември нема да излезам на гласање. Со оваа спогодба не само што се менува името на постојната држава, туку се создава нова, полусуверена држава со ново име, со нов натрешно правен и меѓународно правен идентитет. Во согласно со Уставот на Република Македонија, сувереноста извира од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Немојте да дозволите некој тоа право да ви го отземе. Немојте да дозволите некој да ве десуверенизира. Не дозволете некој друг да ја контролира вашата свест и вашата национална гордост. Република Македонија му припаѓа на народот кој ја создал. А тој народ, освен што полага историско право на својата република, истовремено има историска одговорност кон таа своја република. Бидејќи ниту една генерација, вклучително и нашата генерација, не може да тврди дека со неа започнува се. Ние сме дел од континуитетот. Наша обврска е да го сочуваме и да им го предадеме на потомците она што сме го наследили од предците. Како што македонскиот народ е создавач на Република Македонија, така и Република Македонија е чуварот на македонскиот идентитет. Прашањето за името и идентитетот е постаро и поскапо од секој устав, од секоја влада, од секоја партија, од секој претседател,
од секој поединечен интерес. Имајќи го се ова предвид, јас ја донесов мојата одлука. Верувам и убеден сум дека и граѓаните на Република Македонија на 30 септември ќе донесат исправна и мудра одлука. Како што сме одговорни пред граѓаните, така сме одговорни и пред диаспората, која и во најтешките мигови за Македонија била тука и секогаш ќе биде тука со нас. Верувам дека ќе искористите својата можност за да помогнете и во овој период на предизвици. И дека сплотени ќе продолжиме да ја остваруваме заедничката визија, за заедно со заедничка работа да ја направиме Република Македонија поправедна, побезбедна, попросперитетна и поуспешна држава.